Кај него се јавуваа отоци на рацете и на нозете, не предизвикани од ништо, значи уште на година-две, само што почна да оди во градинка и почна нели тоа патешествие на клиниките, што е, како е, зошто е, од што може да биде, па боцкања, па престои таму и слично. Да дури на 5,5, пред да наполни 6 години, дојдовме до вистинската дијагноза, е тип 1 на болеста, хередитарен ангиоедем, и таа се утврдува само со присуство или отсуство на C1 инхибитор. Тоа е еден вид протеин во крвта, кој што е одговорен за регулација на имунитетниот систем. Првото впишување нели на тоа C1 инхибитор дефицит ми излезе една страшна слика пред мене, односно информации кои што говореа за тоа дека постои 30% смртност. Сигурно не е лесно. Треба да се справувам со напади кои што не ми се воопшто пријатни. И ми недостасуваат другарите во школа. Не е баш лесно, но јас имам повеќе активности кои што другите ги нема. Кога имавме дијагноза, но бевме соочени со прашањето дека нема терапија во Македонија, моравме да бидеме инвентивни и да се ослониме на поддршката на оние кои што ни се блиски, на оние од кои што може да побараме помош. Иако заради нели тоа што една вијала чини 600 евра, потребите месечно се и повеќе од една вијала, значи некогаш 3 до 4 вијали, не може да се обезбедат со никакви нормални примања или да речам просечни примања во нашата држава. Ние бевме во ситуација ставени да бараме донации, да бараме помош од предпријатија, од фирми, од поединци, од индивидуалци, од семејства, па дури бевме ставени во ситуација да го продадеме домот каде што живеевме. Меѓутоа си имавме една цел, а тоа е за Дијан да има постојано терапија, за да немаме компликации. Во 2017 година се соочуваме со проблем со терапиите, затоа што набавката на лекови за ретките болести кои што требаше да се случи во декември не се случи заради изборите во државава. Не се случи на почеток на оваа година заради се уште политичките случувања и неможноста да функционираме нормално, така што моментално на детската клиника нема терапија. Јас повторно приватно ги набавувам, во мојот фрижидер секогаш мора да има 2 терапии кои што се за такви случаи кога нема можност да се обезбедат преку програмата. Јас откако почнав да одам на џиу-џицу, на боречката вештина по џиу-џицу, тоа мене, иако денеска ми отече на малку раката, тоа мене некако ми ги успори отоците. Одењето на џиу-џицу ми ги успори отоците и колку повеќе тренирав, толку помалку отоци добивав. Ми покажа дека треба да си имам свој цели во животот. Пример, во џиу-џицуто јас сакам да имам жолт, црн појас и слично, ама јас исто така си поставив и во животот своји цели, за дека треба да станам човек, треба да се вработам. Сега во средно ќе завршам програмирање, најверојатно ќе завршам, и планирам да работам програмер. Например, во училиште има доста отсуства. Еднаш неделно барем, он мора да остане дома. Денот пред да добие напад и денот после нападот исто така кај него, нели, расположението не е такво како што би било во нормална ситуација. Тешко е што неговите другари од училиштето овие 3 дена се на екскурзија. Дејан, за жал, одлучивме да не одим. Нормално е дека во вакви ситуации вие се сближувате. Значи, мора да се ослоните еден на друг, мора да си помагате за да успевате да го пребродите целиот овој товар што ви надвиснал, нели?
Па ако јас и Дејан сме успеале, мислам дека секој може да успее да ги надмене предизвиците на било која состојба со која што ќе се соочи во животот. Значи, јас секогаш говорам дека не може да се затворите дома. Никој нема да дојде кај вас да ви помогне. Треба да го ворите, треба да си ги барате своите права пред институциите и да бидете упорни и истрејни. Кога си редок, си ги наоѓаш ретките сродни души. Значи, тогаш ги препознаваш оние вистински пријатели, вистински борци, кои што си даваме поттик едни на други. Мене ми има променет оваа болест, тој начин што освен другарите во околината кај што живеам, имам запознаено и други луѓе од цел свет, кои што имаат истата болест и многу убаво се комуницираме, си наоѓаме заеднички игри, заеднички муабет и ме направи последен на начин кој што да ги разбирам по возрастно работите. Дека со животот јас сватив дека нема за фрканција, дека треба сериозно да се свати и дека треба секој момент што го живееме, се го живееме у најдобар свет.